Почитувани граѓани, почитувани новинари, владата предводена од премиерот Ковачевски и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е посветена на енергетска транзиција за зголемено производство на електрична енергија од обновливи извори. Во време на светска енергетска криза, активирани се сите домашни капацитети за производство на електрична енергија, со цел да се намали зависноста од скап увоз на струја. Во Рекосломи веќе е пуштена во употреба ново фотонапонска електрана од 10 мегавати инвестиција на АД-СМ. На оваа локација, преку договори за јавно-приватно партнерство ќе се изградат уште 2 електрани, а АД-СМ ќе гради уште една електрана со вкупна моќност на фотонапонските електрани во некогашниот загадувач ќе изнесува 120 мегавати. За непречено и стабилно снабдување со природен газ, владата предводена од СДСМ ќе инвестира во гасната централа Александрополи во Република Грција. Важно е да се издвои и стратешкиот проект Чебрен, кој за прв пат се наоѓа во втора фаза и за чија реализација има интерес од неколку светски реномирани компании. Истовремено, потпишани се и договори за реализација на стратешки инвестиции во енергетиката, како што е најголемата Гринфилд инвестиција на германската компанија VPD и соларниот парк Стипион во Штип. Преку навремени мерки и чекори, владата предводена од СДСМ ги заштити стандардот на граѓаните од ценовниот шок при раст на цената на енергенсите на светските берзи. Државата денес субвенционира 80% цената на електричната енергија за сите домаќинства. Со оваа мерка, со намалувањето на ДДВ на 5%, едно семејство во просек заштедува по 2150 денари на сметките за електрична енергија. Преку намалување на акцизата и ДДВ за горивата, цената на нафтените деривати во Северна Македонија е најниска во регионот. Ова се чекори кои на дело ја потврдуваат заложбата на владата за заштита на економскиот стандард на граѓаните во време на криза, но и за зголемување на енергетската независност. Како одговорна партија, продолжуваме со реализација на мерки и политики кои се единствено во интерес на граѓаните. Ви благодарам.